Обновливите извори на енергија, потенцијалот на Македонија за нивно искористување, високата технологија и днината на паметната мобилност се само дел од темите на кои денеска се дебатира на самитот на Македонија 2025. Според представниците од одборот на директори на Македонија 2025, ова е одличен форум да се представи нашата земја пред меѓународната заедница. Absolutely, this is a great forum to present Macedonia to the international community. Ова е секако одличен форум за Македонија да се представи пред меѓународната заедница и многу ми е мило што зборуваме тука за обновливи енергии и за предприемништво. Конкретно во мојата сесија ќе бидат представени неколку производи предприемачки кои што се произведуваат токму овде во Македонија. Македонија има исклучителни можности во секторот на обновливата енергија, но се уште има долг пат за одење. Сепак гледам овде многу сончеви денови, има потенцијал за соларна енергија, за енергија на ветер и тоа се следните логични чекори за Македонија. Високата технологија го менува светот и таа треба да биде искористена од владите и стопанството. На тој начин бизнисите се адаптираат на новите технологии и се менува начинот на нивното работење, истакна представникот од ИБМ. There is so much connectivity both information-wise as well as people and exports. Има голема поврзаност секаде во светот сега меѓу луѓе во извозот и со информации. И има голема поврзаност на човечките ресурси низ целиот свет и моментално велиме дека светот е рамен. Многу е лесно сега во денешно време технологијата да дојде во Македонија и многу е лесно технологијата што ќе се развие во Македонија да се расшири насекаде низ светот. Лично не сум сосема упатен во локалната средина, колку е таа развиена и како таа се пренесува понатаму во светот, но можам да ви кажам за моето искуство во Индија и Бразил, каде што нема посебно големи иновации во високата технологија, меѓутоа има огромно адаптирање на технологијата што постои на локално ниво и тоа направи бизнисите да го сменат начинот на кој работат. Форумот е насочен и кон иднината на градовите кои треба да се префрлат кон паметен начин на делување. Едниот е примена на електрични возила, но и примена на енергетска ефикасност во градежништвото, истакнаа дел од говорниците. Transportation, mobility in general is one of the central. Една од главните работи тука е транспортот, односно мобилноста и тоа е централно прашање. Има неколку начини на кои што може да се направи тоа. Прво е промената на електрични мотори, електрични возила, потоа да се направи поедноставно колите да минуваат низ градот. Секако најдобра алтернатива, среднорочно и долгорочно, е луѓето да се префрлат на јавен превоз или пак, доколку нема географски пречки, да се префрлат на возење велосипеди, што е добро ем за здравието на луѓето, ем за намалување на загаденоста. Втората работа покрај транспортот и мобилноста е енергетската ефикасност на објектите. Ова е едно од најголемите прашања за градовите, бидејќи старите згради не се енергетски ефикасни и треба да се реновираат. Тоа бара време, но нуди и можност за отворање работни места, бидејќи сите тие мерки за енергетска ефикасност отвораат работа за луѓето кои што се во таа индустрија. Ова е едно од клучните прашања за кои што ќе зборуваме денеска и еве поконкретно за електричните возила. Тие се секако добри за градот, бидејќи имаат нула емисии, меѓутоа не ја користиме целата придобивка, бидејќи постојат емисии во самото производство, затоа што фабриките каде што тие се произведуваат, струјата за нив доаѓа од фосилни горива и од јаглен. Друга работа е мултимодалниот транспортен систем, каде што треба да се позанимаваме со сообраќајниот метеж и да воведеме некои шеми, како на пример споделување возила или возење заедно во истото возило, и тоа е еден проблем со кој што се повеќе ќе треба да се соочуваат градовите. На форумот Македонија 2025, кој се одржува 2 дена, има над 300 делегати од 25 земји од светот и 40 говорници.